Почитувани, СДСМ се плаши да се соочи со вистината и со граѓаните на Битола. Заради тоа во паника и во последен момент го откажаа вчерашниот митинг, најавен уште од стартот на кампањата. Но тоа не е најважно. Најважното е тоа што граѓаните бараат одговори од носителот Радмила Шекеринска, а прашањата секојдневно се зголемуваат. Дали Шекеринска и СДСМ ќе молчат до крајот на кампањата за сериозните најразлични обвинувања, од непотизам до криминал? Господјо Шекеринска, дали е точно дека за заменикот на регионалниот штаб на СДСМ и актуелен директор на ЈП Стрежево Менде Граматковски е поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство и СВР Битола за незаконска набавка на локатор за подземна инсталација? При тоа, наместо по вообичаената пазарна цена од 750.000 денари, локаторот е платен по 5 пати повисока цена од 3.528.000 денари. Господјо Шекеринска, ќе останете неми и овај пат за како што стои во кривичната пријава сериозните сомневања за сторен криминал чија правна квалификација се исцрпува во член 353 став 5 и став 1 од Кривичниот законник. И на крајот, граѓаните уште ги чекаат одговорите на прашањата. Дали е точно дека шефот на изборниот штаб Васко Ковачевски изнудувал и рекетирал фирми за 250.000 евра како директор на РЕК Битола? Дали е точно дека кандидатот за пратеник Горан Козаров, покрај непотизмот со вработувањето на сопругата и кумот, исто така станал собственик на недвижен имот во Дихово, а истиот него пријавил во својот анкетен лист што е негова обврска како именуван функционер? Прашање има уште, а вие имате се помалку време да одговорите. Од 15 јули право и правда ќе има за сите.